Благодарам, Ваши ексцеленции, канцеларке Меркел, почитувани гости, почитувани колеги. Ми представува голема чест што денеска заедно со мојот драг пријател, премиерот Бојко Борисов, сум ко-домакин на самитот на Берлинскиот процес. Пандемијата не спречи да се состанеме лично, но очигледно сите ние брзо се прилагодуваме на новата ситуација и научивме да живееме во светот на виртуелната комуникација. Оваа година, за прв пат од започнувањето на Берлинскиот процес, заеднички домакини се една земја кандидат од регионот, заедно со соседна земја членка на Европската Унија. Ова е јасен доказ дека регионот силно го прифати овој процес како свој и во исто време обезбеди изворедна платформа за понатамошно негување на нашите билатерални односи. Во некоја мерка парадоксално, година која што е пред се обележана од последиците од кризата COVID-19, исто така донесе извореден импулс за внесување нова динамика во процесот на пристапување во Европската Унија. Мартовскиот Европски совет со обновената преговарачка методологија и одлуките за започнување преговори со Северна Македонија и Албанија, Загребскиот самит во мај, иновираниот пакет за проширување од Европската комисија оваа есен, со сериозно економски и инвестициски план и напорите на германското председателство со Европската Унија, сите тие представуваат изворедна можност регионот на Западен Балкан сигурно да напредува кон Европската Унија. Земајќи го сето ова во предвид, верувам дека имаме обновен импулс, како и очигледна политичка подршка за процесот на проширување и за спроведување на пристапните преговори. Треба да ја зграбчиме оваа шанса и да ја искористиме за доброто на сите граѓани. Со најавените дури 9 милиарди евра за грантови, надополнети од новиот инструмент за гаранции за Западен Балкан, со кој треба да се зголемат инвестициите до 20 милиарди евра. Европската Унија исто така храбро ја потврди својата поддршка за Западен Балкан. Овој пакет ќе обезбеди голема финансиска поддршка за нашите реформски процеси и за економската трансформација на регионот. Представувањето на Зелената агенда за Западен Балкан дополнително ќе донесе нов наратив во однос на економскиот развој и ќе помогне да се интегрира регионот во клучните политики на Европската Унија. Од тука, основите за економската, социјалната и зелената трансформација на нашиот регион за наредните години се цврсто утврдени. Регионот исто така ја покажа својата зрелост и отпорност за време на оваа пандемија. Таа уште повеќе го обедини Западниот Балкан во борбата против овој невидлив непријател, донесувајќи толеранција и соработка и создавајќи заедничка свесност дека хуманоста има предност пред политиката. Во такви околности, заедничкото домакинство со Берлинскиот процес работеше на спроведување бројни активности, одржувајќи енергична соработка во многу области и на остварувањето на опипливи резултати. Водечкиот принцип беше продлобочување наспроти проширување, со цел обезбедување континуитет на започнатите иницијативи во рамките на Берлинскиот процес и фокусирајќи се врз резултатите со забележливи позитивни ефекти во регионот. Исто така искористивме политичката платформа на овој процес за понатамошно туркање на одредени иницијативи како што се регионалниот договор за патување со лична карта, проширување на зелените ленти на Западниот Балкан кон коридорите на Европската Унија и јакнење на соработката на полето на здравството како регионален одговор на пандемијата. Исто така ја продолживме нашата соработка со граѓанското општество, think tank заедницата и по прашањата поврзани со младите како тема што се јавува на повеќе настани. Ние сме сигурни дека со ваквите резултати за испорака ние успеавме да ја збогатиме регионалната соработка и да го приближиме регионот кон Европската Унија. Многу сум задоволен дека денеска ќе имаме можност да дискутираме за клучните стратешки насоки за нашиот регион, визијата за заедничкиот регионален пазар и зелената агенда за Западен Балкан.
Подршката за двете иницијативи преку декларациите на лидерите од Западен Балкан треба да го поттикнат развојот во регионот, но исто така и да се осврнат на некои од актуелните еколошки и здравствени предизвици, нудејќи огромен потенцијал за раст и креирање на нови работни места. Во овој момент би сакал да изразам благодарност до сите учесници и партнери во берлинскиот процес, секако најповеќе до канцеларката Меркел, за континуираната подршка и придонес и да ви посакам секако, колеги, на сите успешен самит.